Музичката нумера која што ја погледнавте ја најави нашата денешна гостинка, младата и талентирана Мила Николовска-Ѓумар. Мила, добро ни дојде и драго ми е што еве те имаме за прв пат во утринската на Алфа. Добро ве најдов. Честитки за последниот твој фестивалски настап, иако и лани настапи минатата година како дебитант на Охрид Фест, Охридски трубадури, и на вистина песната која што и оваа година како и минатата ти ја направи Давор Јордановски, верувам дека ќе биде една од повеќе слушаните песни помеѓу два фестивали. Кажи ни како дојде до вашата соработка? Првичната соработка? Првичната соработка дојде така што Давор и мајка ми заедно учеа во средно. Беа најдобри пријатели. Давор се врати од Канада и случајно бевме седнати на кафе кога слушна дека ја спеам. Сакаше да ме слушне како пеам. И кога тој ме слушна како пеам, едноставно беше изненаден. Одма сакаше да почнеме со соработка. И така. Така, многу веќе кога ја спомена. Многу лесно тргна работата. Мама, Сања, мама е балетски уметник, кореограф, наш познат во јавноста, долгогодишна, активна балерина, дама која што на вистина е неуморна, а кога веќе сме од другата страна, другата половина, ви кажа во самата најава утрово дека Мила е ќерка на големиот маестро, за жал починат Саша Николовски-Ѓумар, кој што беше човек кој што ги помести и ги качи критериумите на нашата музичка концертна сцена, човек кој што во малиот прст го имаше секое дело грандиозно, оркестарско, и навистина ќе кажам едно, дека ми е премногу жал што толку многу рано не напушти нас како негови современици, ја напушти и македонската сцена. Но генот и талентот ти го наследи од сите страни. Кај вас музиката дојде како семејно наследство во вашата фамилија, така нели? Точно, уште од 6 годишна возраст сакав да пеам. Татко ми секако на почетокот беше против, бидејќи он беше во тој свет, знаеше како функционираат работите. Мислеше дека ќе ми биде тешко. Сепак моето победи. Отидов во Орце Николов по негова желба. Потоа отидов на факултетот за музичка уметност. Таму почнав да си ги реализирам целите. Браво, Мила. Инаку за оние кои што не ја познаваат доволно Мила, верувам дека од денеска веќе ќе ја пратите, ќе ја следите и ќе ви биде драго да знаете се за неа. Мила е дипломиран оперски пејач, така нели? Точно, да. И работи во моментов, е ангажирана во Македонската опера и балет, така нели? Точно, вечерва имаме представа Лидија од Македонија, повелете, од 20 часот. Одлично. Почнува. Одлично. Како се вклопи во оваа нова за тебе средина? Почнав минатиот октомври. На почеток секако ми беше тешко. Одеднаш влагам, учам огромни опери, многу на број, секако. Но искрено после 2-3 месеци си се уклопив многу брзо и си се најдов себе си. Одлично. Инаку денеска 16 септември во 1977 година, тоа е на почетокот го коментиравме со колешката Ирина, почина големата оперска дива Марија Калас, дама која што беше навистина една од најмаркантните, можеби и најконтраверзните поради нејзиниот личен живот и поради таа негова голема обсесија со Аристотел Оназис, и јавноста многу повеќе ја пратеше во приватниот живот, но секако не можеше да остане незабележано и нејзиното големо музичко творештво, онај нејзин специфичен глас и целиот онај талент кој што знаеше таа да го распостели на сцената. Татко ти беше многу голем фан на Марија Калас и многу често сме разговарале за тоа која од нејзините современички може да биде конкуренција на Марија Калас, но колку ти си навлезена во тие големи певици од минатото и која е можеби твојот идол? Имаш ли некоја таква? Меѓу фаворитите ми е Марија Калас, секако од татко ми. Тој ме научи посебно да ја сакам неа. Од современиците Ана Нетрепко многу ја сакам. Она е одличен соло пејач, исто Дијана Дамрау. Она е меѓу најдобрите сопранки во денешницата. А омилена представа ми е Травијата. Исто како и татко ми. Браво.
Некогаш верувам дека ќе имаме можност да разговараме и за некои други кои сакам да ти ги послушам, но еве да не го трошиме времето, ова е твое време, овие минути. Кажи ми, двете награди кои што ги доби се втора награда од жири комисија и награда од новинари. И специјална награда од новинарите кои што секако ние имаме одлични новинари, без разлика што ние немаме повеќе печатени медиуми како некогаш, но имаме новинари кои со нивното будно око следат и уво, следат се што се случува на нашата музичка сцена. Како си помина оваа година? Не ти беше прв пат? Прекрасно. Прекрасно. Ова беше јубилејно 30. Точно. 30 Поради тоа бев роденден. многу возбудена. Многу убава организација имаше. Друштвото беше прекрасно. Екипата беше одлична. Очекував може би ете награда, бидејќи песната со Давор ја направивме со многу љубов. Настапот ми беше природен, уживав, али за втората награда бев многу изненадена. Да, таа е со посебна тежина. Да. Таа е навистина со посебна многу тежина. Многу изненадена, дури се шокирав во момент. Така, во времето кога мајка ти и татко ти студираа, учеа музика, е друго време од она време кога сега ти си на сцената и ти си во твоите најдобри години, беше некако незабрането, но не беше поддржано да се бавиш паралелно и со еден и со друг жанр на музика, да пееш сериозна музика, да студираш и да пееш забавна музика. Сега веќе границите се избришани некако. И чинам дека многу од твоите колешки колеги се во повеќе жанрови, не само во два, туку и во повеќе жанрови, секаде каде што чувствуваат дека можат да дадат дел од својот талент. Колку ти се гледаш себе си во иднина во забавната музика на естрадата или се гледаш на класичната сцена или можеби не ни размислуваш на сето тоа? Сакам да се гледам во двете, бидејќи како човек на денешницата на 21 век, сметам дека сите ние можеме да се бавиме со повеќе работи, не да бидеме фокусирани само на една работа. Мене фокус ми е највеќе оперското пеење. Сепак мислам дека можем и со естрада да се занимава. И со фестивали, по некоја свирка, понатаму, нови песни. Тоа искрено не мислам дека е проблем за било кој пеач. Да. Соло пеењето само помага во естрадното пеење, а не обратно. Така е. Колку ти помагаат хорските искуства да се искристализираш, да се избрусиш како на дијамантот што му е потребно брусење, но хорот е една средина каде навистина без разлика што колективно музицираме, ама таму па баш можеме многу добро да се слушнеме себе си во целиот тој звук. Одлично. Хорот многу помага точно и за слух, и за боја, и за отварање на глас, за сите тие работи многу помага. Претходно бев во Проарс, се уште одам таму. Првично почнав таму да одам во тој хор и пополека почнав да се внесувам во тие води. Так. Имаш ли амбиции, Мила, да заминеш надвор од земјава? Ова со тешко срце те прашувам и посакувам да ми кажеш немам, бидејќи толку многу наши талентирани млади луѓе, не само во областа на музиката, културата, уметноста и така натаму, туку општо заминуваат, ја напуштаат земјата и тоа ни се случува некако се понагласено и понагласено. Понатаму можеби би одела само на мастер, но искрено сакам тука да се вратам. Тука ми е поубаво. Така. Да. Со кои се следните планови со Давор? Имате ли некој концепт, имате ли некој план како понатаму ќе ја развивате соработката? Сакаме албум да извадиме. Гледаме да извадиме песна по песна, не одеднаш сите песни, така да уште 2-3 песни за кратко кои ќе ги извадиме и ќе биде албумот готов. Така, мислиш ли дека во Македонија има мегдан за да се живее од музика? Често пати е тема која ние водителите, па и уредниците ја отвараме, дискутираме со многу и поискусни на естрадата и од мене, но и помлади од мене, дека Македонија е мал пазар и дека во Македонија за жал многу не поминува македонската музика, пак ќе речам за жал, за огромна жал, но ние се бориме да ги задржиме барем оние таленти кои што ги имаме, да останат тука и да бидат наша гордост. Мислиш ли дека во Македонија достоинствено може да се живее само од музика? Сега од класична музика може. Според мене може. Од класична музика може, бидејќи си има стаж, си има работно место, секако се прават и соло настапи на различни фестивали. Еве задутре ќе пеам на Лешочкиот фестивал во Лешок. Соло пеење ќе биде тоа, ќе биде соло концерт мој. Искрено за тие класични дела може да се преживее. За естрадата, ако се труди човек,
ако прави концерти во странство, си наоѓа спонзори, може и од тоа, но според мене комбинација некоја од двете може да се има достоинствен живот. Ти посакувам многу среќа на секое поле, без разлика каква е музика да изведуваш и на која сцена да настапуваш, да те следи многу среќа, известувај не од време на време каде имаш настап, за да можеме вака да ги поканиме гледачите кои се гладни за добра музика и за луѓе кои што ја сакаат својата професија. Музички настани секогаш добро ни го одат на сите нам. Поздрав до семејството, до сите вие на кои што музиката и танцот ви се на првите неколку места во животот. Благодарам.